Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 55 до 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во интервјуто со Јово Деспотовски, човекот кој беше поразен од Димитар Ковачевски во таа лидерска трка во СДСМ, кој да биде лидер на СДСМ или председател на СДСМ и премиер на македонската влада. Беше минатата недела во Тајван, се врати со најголемата странска инвестиција вложена во овие безцарински зони во Република Македонија или слободни зони за инвестиции во Република Македонија. И всушност повеќе од 60 или 70% од дебатата или интервјуто ќе биде посветено на СДСМ, на политичките разврски, околу 30% ќе биде посветено на Тајван, состојбата во Тајван, војна помеѓу Тајван и помеѓу Кина, бидејќи знаете првата работа која беше кажана или првите анализи кои беа кажани после таа голема тајванска инвестиција која тежи некаде околу 205 милиони евра во Република Македонија, дека на тој начин ние Кина ќе избркаме од Република Македонија и дека може да се репризира 99 година, односно да се репризира 2001 година, бидејќи после публикувањето на Кина или прекинувањето на дипломатските односи помеѓу Кина и Република Македонија се направени предуслови за војната 2001 година. Значи сите тие прашања за Васил Топурковски, дали во Тајван го поздравија Васил Топурковски, дали Јово Деспотовски во својата канцеларија има слика на Никола Груевски или на Васил Топурковски, некаде 55 минути, едно одлично интервју, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Јово Деспотовски, директор на ДТИДЗ. Шо е тоа ДТИДЗ? Тоа во време на Тито некоја бомба ке беше, некоја шифра за бомба, желјава и така натаму. Шифра беше. Дирекција за технолошко-индустријски развојни зони. Се вративте од Тајван. Да. Така, доста освежен ми делувате, како некој ќе оди на далечниот исток, освежен се враќа. Лековите изгледа далечниот исток. Не, добро, имавме убава посета и навистина убав настан, односно убаво е тоа што се случи, така што да. Уште Тајван да го признаевте и збогом сиромаштиот, нели? Не, така? Не, овде значи сосема фокусот беше исклучиво економски, така што немаше воопшто ни доперна точка со. И што е ЕГЕО? Вие го најавите тоа како најголема инвестиција во слободни инвестиција од не генерално во не е поврзано со слободните зони, најголема гринфилд инвестиција во историјата на од осамостојувањето на државата. Повеќе од Илија Гечев, бидејќи Илија Гечев во Кавадарци го нарекуваат гринфилд инвестиција, нели? Неговиот конфликт со сите овие големи директори, транзицијски директори како се нарекуваат, тој вели јас сум гринфилд инвестиција, најголем. И до сега е поголем. 205, па имаше две варијанти, имаше 205, па 190, па 250, значи две или три варијанти. 205 милиони точно го комуницираме од наша страна. И што ќе се произведе тука? Тука ќе се произведуваат најмалку 200 различни делчиња од мобилните телефони што ги е во моментот пред нас, бидејќи компанијата е еден од главните снабдувачи на пример за Apple. Така што она што имавме можност да го видиме кога бевме на Тајван, значи него Тајпеј, него капацитетот на компанијата во Каушон, тоа е градче од само 2,5 милиони жители на југоизападниот дел на островот. Значи се произведуваат само во тој дел тука делови за телефони. Најмалку 200 различни делчиња од мобилните телефони. Тука ќе се прават? Да, меѓу другото. Значи меѓу другото и делчења за мобилни телефони, значи компанијата ги снабдува на пример Apple, ги снабдува Intel, ги снабдува Tesla, така што многу различни електронски компоненти од овие, да кажеме, посовремени продукти. Ако тука има штрајк, и ако овде се штрајкува или ако тука се штрајкува, системот глобален, Македонија, значи со овој проект реално Македонија станува важен дел од тој синџир на снабдување на овие глобални светски брендови, така што реално ако има проблем тука, перспективно значи ќе има проблем за големите брендови. Имаше анализа некој или после војната во Украина се прават најразлични анализи дека тие што се полупроводници, чипови и така натаму кои најголем дел се користат во електрониката, а дел од електроника се користи во софистицирани војни борбени системи, ракети и така натаму, па дури самите руси нели во своите ракети градуваат чипови кои се во најголем дел од Тајван и од Јужна Кореја. Ке се прави нешто слично такво, некоја руска ракета, некој кинжал, некоја сотона или како него планене за ми се допаѓа да каде да размислувањето, меѓутоа не во делниот план на компанијата нема такво нешто. нешто. Се Славјанка Петровска што ги донираше овие хеликоптери. Интересно размислување, да. И борбени средства на Украина, спасивме глава од неа, нели? Сега сува да не ни закачат некој. Нема во делниот план на компанијата не е предвидено тоа, ниту снабдува компании кои се поврзани со војната индустрија.
Инаку нели беше најавено дека делови за автомобилската индустрија ќе се прави, нели тоа беше првичната информација дека ево дел на автомобилски. Не, широк е диапазонот на самата компанија, че станува збор за голема корпорација која што внатре во своето семејство интегрира 7 или 8 различни брендови. Котира на азиските берзи. Имавме ситуација дека требаше да кажеме еден час да ги замолиме, да кажеме, медиумите да не објавуваат информацијата за подпишување, бидејќи прво требаше самата компанија да го објави тоа пред регулаторот кај нив. Така што значи станува збор на вистина сериозен систем на функционирање. Колку годишен обрат, колку годишно? Компанијата во моментот по пазарна капитализација тежи помеѓу 8 и 10 милиарди долари. 80 милиарди долари. 8 до 10 милиарди, 8 до 10 милиарди долари, годишниот турновер е некаде околу 4 милиарди, ако не 4, да, минатата година било 4 милиарди долари. Она што е важно, па да, скоро, она што е важно е што компанијата допред 3 или 4, значи брзо расте. Ајде така да го презентирам ова. Па пред 30 години тоа што може да компанијата на пример купена и така натаму. Компанијата и собственикот на компанијата кој што имавме можност да го запознаеме, расте доста брзо, значи ако до пред 3 или 4 години турноверот на компанијата било некаде околу милиарда и 500, после 3 години веќе се на 4. Нивните планови се тоа да се движи исто така доста динамично. Македонија делот од тие планови веќе што мене ја прави навистина среќен, затоа што мислам дека со овој проект навистина станавме дел од Господски, значи Скопје и Штип, отприлика, нели така јас може да разберам. Не отприлика, него точно. Има автомобилски делови, нема да има автомобилски делови, ќе се прават, нема се прават. Значи електрониката е применлива хоризонтално секаде, она што го знаете самите концепти. Значи може и автомобилски. Апсолутно, саплаери се на Тесла секако. Значи чиме Тесла, што ме Тесла и така натаму. Да. Инаку чудно малце ние толку имаме автомобилска индустрија тука нели во овие зони. Добро. Фирми кои имат инвестирано и така натаму Джонсон и фотологицето. А толку се возат коли со бугарски таблички, што е неверојатно, нели на толку инвестиција во автомобилска индустрија кај нас. Мислам дека толку веќе расширена, порано беше вака, ако дозволите да искоментирам, значи мислам дека порано беше доста пораширена појавата на возење на коли со бугарски таблички. Ако ги ставите во устав тие со бугарски таблички, ние малцинство ќе видиме во Македонија. Не дека е многу, туку е екстремно многу расширено. Јас одам на пример. Јас се движам по градот, меѓутоа не така. Порано беше доста расширено. Еден пример, некаде пред 2 или 3 години пред короната, всушност. Одам во Банско, во хотел во Банско, излегувам навечер нели да видам и кама добро, нема македонци, све со бугарски таблички овде, мирно ќе биде, нема никој за политика, СДСМ, ВМРО и така натаму. Другиот ден на доручек или на поединок савалистите зборат македонски. Што ќе рече дека 90% тие што се со бугарски таблички во хотелот се македонци, претежно дистачна, може да има и друга логика. Ако сите зборувале македонски, тоа значи дека можеби во западниот дел на Бугарија се зборува доста македонски јазик, така што. Значи дека треба и таму во устав, што ќе рече реципроцитет, дека се во право тие што барат реципроцитет на македонските и на бугарскиот устав. И бевте во Тајван. Како стигате во Тајван? Стигате со Turkish Airlines. Со Turkish, да. Па имате среќа, но кој уструше кинезите авионот. Ако не беше Turkish Airlines, па само вие и Пелоси одите во Тајван, бидејќи Тајван е сега во некоја предвоена состојба, колку што јас можам да не се забележува на островот толку многу тоа, инаку да, мислам отидовме во еден момент каде што кинезите само што Народна република Кина ги имаше, да кажем, интензивирано активностите, војни вежби имаше баш во делот на просторот помеѓу островот и она што го викаат они мејнленд, односно главниот дел на Кина. Меѓутоа не може на самиот остров кај домакините, генерално кај луѓето со кои се сретнувавме, тешко се забележува некаква вознемиреност. Тој Мореус, нели, што ги дели всушност Тајван и Кина го смета Тајван за дел на своја територија. После губењето на граѓанската војна, Чанка и Шек генералот. Имавме една историја, имавме интересна историска лекција и го патем речено го посетивме мемориалниот центар на Чанка и Шек. Јас можам да кажам дека сум се поклонил пред маузолеот на Мао, меѓутоа се поклонив и тука, бидејќи станува збор сепак за големи луѓе. Чанка Шек е таткото на Тајван, односно на тајванската нација, меѓутоа она што беше интересно е партијата наследничка фактички на владењето на Чанка Шек, националистичката партија Куоминтанг, уствари во моментот е таа која што се смета за прокинеска. Која сака обединување со Кина и мирно обединување со Кина, додека демократска партија на Тајван, главниот ривал нивен е тој кој што се залага за тој суверенистички концепт. Така што
Интересно е што оние кои што воделе граѓанска војна со комунистичката партија на Кина во 40-те години, сега се во принцип најголемите, односно се сметаат за поборници на Тајван се смета за протеже на Соединетите американски држави, дека ако не се нема таков печаток на островот, не се американци, дека Тајван нема да може, дека нема да има одржливо што се вели. Од друга страна Тајван со тие 25 милиони, всушност целата индустрија во светот зависи од тие чипови и микропродавници или полупроводници од Тајван. И се претпоставува дека не да е Боже ако дојде до конфликт, гледате што се случува во светот, Русија, Украина, Тајван, Кина, Пакистан, Индија и така натаму и така натаму, значи има некаде се претпоставува околу 200 до 400 жаришта кои можат во некоја догледна иднина да прерастат во одреден конфликт, со помали или со поголеми димензии. Еден од тие клучни конфликти е конфликтот од Тајван. Посетата на Ненси Пелоси минатата година беше предизвика иста реакција со војни вежби, така со војни вежби. Потоа Ненси Пелоси отиде и во Ерменија, нели, кај што сакаше всушност да им покаже на русите и на кинезите дека тие територии се под контрола или во наводници под контрола на американците. И ако Тајван нема американската поддршка, тешко ќе може да се спротистави на една сила која води сериозен налет, како што е Кина. Како тие функционират? Има, гледате таму некои борбени коли, некои авиони, нешто. Тоа сега мислам токму тоа ви го кажам дека не можете да забележите никакво посебно, да кажеме, чувство на вознемиреност, ризик, кај обичните луѓе или не го манифестираат, се едно или веќе се научени можеби да живеат под постојана закана. Но и тоа не можете да го забележите тоа. Мислам, не, апсолутно не борбени коли, апсолутно не. Ретко гледате дури полиција на улица. Овие луѓе со кои разговаравте, нели од оваа Јагео компанија, тие се тајванци или не се тајванци? Голема компанија која што кај себе обединува, да кажеме, повеќе, значи имаат во својот, на пример, најголемиот нивен капацитет се наоѓа патем речено на територијата на Народна република Кина. Меѓутоа ангажираат луѓе кои што се имаат американци во својата структура, имаат германци. Еден од нашите, да кажеме, главни соговорници беше германец. Меѓутоа повеќето, да кажеме, од високиот менеджмент на компанијата, вклучително и собственикот, се тајванци, односно кинези од Тајван. Ве праша за Васил Тупурковски? Не. Бидејќи Васил Тупурковски 99-та година или проектот Тајван, ова инвестиција, како рековте, е околу 205 милиони. 205. Уште 4 такви инвестиции, милиарда ќе донесете и печен сте за председателски кандидат на изборите на наредната година. Не би така да подобро. Така да милиардата на Циле може да биде милиардата на Јово. Па не, милиардата ќе биде, меѓутоа нема да биде на овој начин, вака составање на меѓународниот углед на државата на коцка. Не, значи, ако гледаме така, значи, изминатите 2,5 години имаме постигнато договори од скоро 850 милиони евра, така што ни треба уште малце да стигнеме до таа милиарда. Меѓутоа таа милиарда нема да биде на штета на меѓународниот углед на државата, напротив, таа ќе биде прилог на тоа беше деспотовски всушност. Тоа бе реакциите кај дел на опозицијата дека после 1999 година признавањето на Тајван, или тогаш стартот и да се наслов која Еван го призна Тајван. Така беше, графит имаше. Имаше, да, која Еван го призна Тајван, дека сега со влегување на тајвански инвестиции како најголема гринфилд инвестиција која нели вие така ја дефинирате, дека ние всушност ќе ги нарушиме односите со Кина. Бидејќи кинезите во наводници се трнати настрана во тој процес на изградба на патишта во Македонија, Бехтел, Ленка и така натаму, пони патот што беше од Охрид до Кичево, кој беше кинески проект. Тоа е една од најголемите бомби кој Зоран Заев ги даде за Милијан Екевски, за Никола Груевски и така натаму, дека ние на некој начин под притисок на американците правиме се Кина да ја дистанцираме или да елиминираме од Република Македонија. Не би се согласил со притисок на американците, ја би кажал под притисок позитивен на економскиот интерес на државата. Значи Македонија е суверена држава. И мене ако ме прашате, јас навистина чувствувам потреба да прашаме било кого во светот, посебно не кинезите. Сигурен сте дека сме суверена држава? Ја така се однесувам и јас се почитувам и се сакам мојата држава, се однесувам како представник на државата која сме еве. И вие не сте го прашале калето дали може тајванска инвестиција, дали може кинеска инвестиција? Вие сте сигурен дека би ви дозволиле да направите таква кинеска инвестиција во Македонија? И сигурен сте дека би ви дозволиле меѓународна заедница да градите кинески пат во Република Македонија, па гледате влади паѓаат поради блискоста со Кина во моментот? Знаете како? Не мислам дека значи прашување, никој не прашува консултација, да, бидејќи сепак станува, значи вака Македонија членка на НАТО, не се лажеме. Значи ние имаме сојузници внатре со кои што треба да согласуваме нашите политики. Ја немам проблем да согласуваме политики, тоа е окей. И тоа е легитимно.
Ако го даден момент како сега ситуацијата со Русија се испостави дека сојузниците имаат одреден став кон одредена држава кој што треба да се почитува, не гледам причина зашто ние тоа не би го почитувале. Усогласуваме или слушаме? Усогласуваме. Значи не слушаме, туку усогласуваме. Македонија е рамноправна на масата таму. Таму важи исто формално правно, да. Знаете како, само некој во таа рамноправност се веројатно порамноправен. Другите не почитуваат онолку колку што се почитуваме самите себе, така ли? Ако ние се доживуваме како некој што слуша, зашто тогаш другите би не прашувале. Вие на пример формално правно како СДСМ бевте кандидат нели за лидер на СДСМ, бевте на трето место во таа лидерска трка некаде. Да, па на второ. Второ бевте? Пред Русина Ременска? Па тоа. Не битно да не станав председател, така да не е важно дали второ или трето. Значи, како викаат црногорците, прв до првиот. Всушност, вие победивте, само некој беше пред вас во целата работа. Не победив ја за жал, така да не. Вие се сметате или се чувствувате рамноправни со други во власта, бидејќи сите критики и чувството кое се добива, нели, посебно кај македонската јавност, дека СДСМ со сегашното однесување во однос на ДУИ во некоја инфериорна позиција. Се вратиме на тај како нема проблем. Во овој дел разговор. Се чувствувате во некоја инфериорна позиција во однос на ДУИ? Јас лично не се чувствувам во однос на инфериорна позиција во однос на ДУИ. Ќе кажам дека имам одлична соработка, пример со министерот за економија или министер, не пример, конкретно со министерот за економија, Бектеши, со министерот за финанси Бесими, која што соработка се базира на принцип на почитување. Добро, Бесими беше советник на Зоран Заев и кога ДУИ го бараше. Добро, Бектеши не беше. Кога го бараше министерското место за финанси ДУИ, Зоран Заев велеше да, може, но инсистираше Фатмир Бесими да биде министер за финанси. Да се вратам на одговорот на прашањето, значи јас лично не се чувствувам нерамноправен, напротив. А со Артан Груби се чувствувате рамноправен? Немаме многу допирни точки во соработката со жал, и не можам да кажам дека во ситуациите во кои што сме соработувале дека сум се чувствувал инфериорен. Напротив, прво јас нема да дозволам да се случи такво нешто, второ ниту мислам дека ти имаат таква. Што испадна со оној проект за електричен автомобил кој го промовираше Артан Груби, кој го промовираше Димитар Ковачевски, 130 милиони евра беше инвестицијата. Дестани, еден од најголемите албански бизнесмени, според многумина тој бил и кандидат прв избор за да биде албанец СЕО, премиер на Република Македонија. Дадени пари и не се дадени пари? Како е работата, бидејќи приказната е дадени се пари, човекот се замина Германија, ништо од проектот. Докаде со автомобилот? Значи банка нема дадено тоа, ајде вака да го од старт да го расчистиме. Значи банка нема дадено. Ни банка не им давте? Ништо. И нив успеевте да не им дајте пари? Значи кај ке стигнете? Мојата работа не е да ги штедам парите на државата, внимателно да го правуваме со тие пари. Не, проектот е во фаза на подготовка, малку повеќе време одзема се согласувам. Меѓутоа, мислам дека набрзо ќе имаме почеток на градежните работи, така што ќе се случи. Мислам, комплексен проект да се разбереме, меѓутоа ќе се случи. Опозицијските медии пишува дека Бугарија го одбила тој проект. Не го одбила Бугарија, тој проект Бугарија има потпишано договор. И бил понуден на Бугарија тој проект. Можам да цитирам, нели, тоа беше објавено во некој автомобилски портал, сајт, па презент. Знаете како, во тој сајт нема објавено, па да, тој сајт многу работи не објавуваат кои се реални, а објавуваат работи кои што сакаме да си ги спакуваме на начин на кој што не одговара на одреден политички наратив, така што не. Па имаше стафи на левица дека всушност на Дестани му се дава 130 милиони, реакција на партија 130 милиони евра на народни парни за фамилијата Дестани блиска до Дуј, нели став на левица, да не испадне дека левица не се интересира за правата на работниците. Ќе го поканиме да ни достават некој доказ или некој ливче кој што се гледа. Не може ли Тајван, ако ги поканавте немаше да одбие, бидејќи тие со Кина имаат партнерски односи, така што сега после ова со Тајван мислам дека ќе бидете предмет на жестока реакција на левица, токму благодарејќи на таа социјалистичка или комунистичка интернационала што постои. Јас се доживувам како левичар, не ги доживувам никако како левичар, меѓутоа ајде добро ќе покаже времето дека во политиката, историски гледано, екстремите се допираат некаде во некој дел. Така да екстремните леви и екстремните десни не се многу далеко едни од други. Така што левицата е само можеби декларативно левица, во пракса ќе видиме како се. Next Go се вика таа компанија или проектот, нели, кој треба еколог е фирмата која беше спонзор на Шкенди, така натаму.
ќе може да се направи автомобилчето пред да се изградат патиштата или ќе ги чека патиштата, бидејќи такво автомобилче штета да вози по вакви растурени со добри патишта. Си има јасна временска динамика за реализација на самиот проект, така да няма разказа. Енка и Бехтел да ги направат автопатиштата, па после да биде готово автомобилчето. Не. Сосема два различни проекти, така што не би мојата лична оцена. Ја верувам проект. Вреди тоа 130 милиони евра на пример. 130 милиони евра се пари. Ама 130 милиони евра не се народни пари, тоа се пари кои што компанијата треба ги вложи. Подобро, дел компанијата... Учеството на државата е некаде околу 3, се више не знам точно, не се сетам, меѓутоа некаде околу 30%. Па возеше нели тамо... И ја го пробав. Вие го пробавте? Да. И шо автомобиле? Многу е окей. Подобро од ова школата Ковачевски ше водеше од Елјадровци тамо каде беше во Источна Македонија автопат. Веројатно не сум ја пробал, не знам. Меѓутоа сосем окей. Ма така мали некој Тесла, вакво мало автомобилче, нешто ви дава. Не мали автомобили, меѓутоа е сосем окей. Малце тешко ме собира, не во тој автомобил, него во мали генерално, меѓутоа па да победевте на изборите во СДСМ, во поголеми ќе се возевте. Сега бидејќи сте втор, во мали ви дава тамо, во мали ви дава да се возите. Да, така е добро. Значи нема крадење пари, Дестани нема да земи пари, да избега во Германија. Не сте им дале ништо. Значи, прво лично, мојата политика била и тука и во претходната позиција, пари не поклањам. Спотовски, во канцеларијата, како директор на овие слободни зони, ДТЗ и како се нарекува, ја чувате сликата на Груевски или на Топурковски? Зошто ви чувам на Груевски? Па Топурковски ги најави тие зони, Груевски ги реализираше, така. ги реализираше тие зони и сега велат ќе оде Деспотовски всушност се кити со туги перија, со перија кои СДСМ ги напагаше политиките на Концептот на Никола зоните Груевски. започна да се реализира, Васко, во време на првата влада на СДСМ. 95 или 96. Че имав можност дури со еден од основачите на тој концепт да имам кафе разговор. Кој е тој основач на тој концепт? Не, луѓето кои што го обмислиле целиот концепт. Што е ке вас во... Не, пензиониран човекот, не е ни важно, не се битни имиња, меѓутоа концептот на зоните е инициран во време на првата влада на СДСМ, зборам 95 или 96. Ама никој не знаеше, Тивко си го прави. Втора работа, под маса, не под нас апсолутно, меѓутоа не мора да значи дека треба за секоја работа па да сечеме лента и да бидеме присутни на сите вести по 3 пати во текот на неделата. Мислам дека СДСМ беше против тој концепт. СДСМ сметаше или дел на СДСМ сметаше дека или олигархијата блиска на СДСМ смета дека не може да се привилегираат странците и Бранко Азевски Стопанска комора, знаете кој све седи во таа олигархија во таа Стопанска комора, СДСМ сметаше дека не треба да се дава таква привилегија на странците, а да не се дава на домашни компании. СДСМ кога дојде на власт, тоа го промени сега. И се велите дека ќе дајте на дел на олигархиските структури дополнителни бенефиции од Естония, па најавите дека до крај на мај месец првата домашна инвестиција ќе биде во... Ајме реков дека олигарска. Која е таа компанија, ако не е олигархиска? Ке се трпение како и за сите останати, не можеме да откриеме информација дека не го подпишеме договор. Некој од овие транзицијски компании или Гринфилд инвестиции, како што ги вика Илија Гечев? Компанија со традиција во државата, ајде така да кажеме. Приватизирана со закон на Анте Марковиќ, со оној закон за приватизација. Не знам со кој закон е приватизирана, секако е приватна компанијата, акционерско друштво големо, така што да. Меѓутоа во која област, кој сегмент? Чисто мислам онака да. Не можеме, ќе ме разберете дека не можеме да откриваме повеќе детали, имаме за месец дена презентација. Дали на тој начин всушност ќе тестирате расположение кај јавноста, дали на големите олигархиски компании да им давате бенефиции да инвестираат во тие зони и каков е вашиот став? Дали треба олигархиските компании кои, видите, ама два пати ќе им се помогне на тој начин. Ќе им се помогне со приватизација, прво Анте Марковиќ, кај што се оние фиктивни сметководствени приватизации кои се прават, па подоста нели со УЈП или со укинување на Заводот за платен промет или СОК службата за општествено книговодство не им се прави контрола и тие ги доприватизираат и сега ако им дадете и бенефиции да инвестираат со поволности во тие зони, тогаш ќе бидат 3 пати наградени. Не е така. Значи, вака се разбереме. Значи, тоа што се случувало пред 20 или 30 години, сега ако може да се вратиме да дискутираме, меѓутоа не мислам дека реално ќе смени нешто на животот на луѓето сега. Тие компании вработуваат луѓе. Многу. Не ова конкретна. Тие компании за кои што зборувам. Или Алколита, на пример, Алколита. И Алкалоити Пивара и значи тие компании вработуваат луѓе. Преговарате со нив да вложат во зоните кај вас? Да завршам само, извини. Значи вработуваат луѓе, плаќаат даноци. Од тие даноци се плаќаат плати за образование, за здравство, пензии и така натаму. Значи не може да им лепиме, мислам, потполно право има за ова што составот кој што го изнесуваш, нормално, меѓутоа не е окей да им лепиме етикети
смисла на тоа дека се олигархиски вакви такви. Не сакам да кажам учествуваат на пазарот под условите под кои што учествуваат рамноправно и еднакво за сите и треба да го имаат правото како и странските компании да се расшируваат понатаму. Значи тоа исто така се обидам да го објаснам дека не даваме поклон пари. Компанијата мора да инвестира и мора да покаже дека ќе расте. Што сака за да може да поттикне државата дополнително. Може би во наредниот период, може би по 10, 20, 30 или 50 години, ние нема да прашуваме за првиот милион. Меѓутоа се уште се свежи сеќавањата како овие луѓе го прават првиот милион. Нели велат, немојте да ме прашате како сум го направил првиот милион, бидејќи тука е проблемот, бидејќи криминалот во наводници секој се прави докога го направите првиот милион. Кога направите првиот милион, тогаш веќе станувате угледна компанија, можете да инвестирате, да плаќате даноци, да вработувате луѓе така натаму. Тоа е приказно со капитализмот во цел свет. Сакате ако тргнеме така да ги кажеме најголемите компании во светот, најголемите американски компании се настанати на таков начин. Се согласувам. Се согласувам со нафта, со прохибиција, со и така натаму, со кршење на санкции. А денеска се угледни компании кои што котираат на берза, вработуваат илјадници луѓе, плаќаат на 100 години. Нас се уште свежи, сеќавањата на сега не дискутираме, добро, приватизација, се согласуваме дека останати без работа и така натаму и така натаму. Да, ма сега вработуваат многу луѓе. Меѓутоа, окей, не сакам не настинам никого, меѓутоа според дискусијава сега фактички станува збор само да помине доволно долго време за да може тоа да се заборави. Не, сам да кажам само да не ги направиме зоните како одредено средство кое повторно нив ќе им помогне. Бидејќи замислата за зоните исклучиво се во функција на поддршка на државата. На странски инвестиции. Можеби иницијалната замисла била таква, меѓутоа ќе се сложите дека со парите кои што овие компании граѓаните ги плаќаат, чесно е да бидат еднакво достапни за домашните компании кои што исто така и по тогаш отворите и фришопа и повторно, па да имат одредени бенефиции тие што продаваат цигари, што продаваат виски, што продаваат фришоповите, ова се два неповрзани концепти. Знаете, кога ќе одите во продавници и кога одите во фришоп, во фришоп ги купувате поевтино работите. Кога ќе одите во зоните или надвор од зоните, тогаш условите за инвестирање се различни во корист на зоните. И суштината е не е повеќе така, не би се согласил заради тоа што зошто би вложувале во зоните странците, не би вложувале надвор од зоните на пример. Ако зборуваме од аспект на значи за какви услови збориме? За финансиски, окей. За секакви, политички, финансиски така натаму. Финансиските услови се од 2018 година наму поприлично изедначени. Зашто? Тоа што имаме закон за финансиска поддршка на инвестиции кој што е еднакво достапна за сите компании кои што оперираат надвор од зоните. Така да нема привилегија тој дел. Знаеш што е привилегијата? Привилегијата е тоа што добиваат полесен пристап до услуги, добиваат забрзана постапка за издавање на одобрение за градба, добиваат земјиште со регулирани сопственички права на државата, добиваат инфраструктура и добиваат сет на услуги кои што се многу потешко достапни надвор. И тоа е факт. Океј, тоа е привилегија, така е. Реформата што ја правиме сега, измени на закон за индустријски зони, сите овие привилегии ќе ги направи достапни еднакво, овие, значи финансиските се исти. Сите останати ќе ги направи еднакво достапни за средните и за големите компании во државата. Ако тоа функционира, ќе ги отвориме за сите. Добро, господски. Еве, велите зоните се за привлекување на инвестиции, домашни или странски, имаме војна во Украина. Лесно им е на пољаците тамо на германците да дадат 500 тенка, кои имат 5000 тенка или 10.000 тенка. Ние од 2 авиони 2 дадовме, од 3 хеликоптери 3 дадовме, што се вели, све што имавме дававме таму. Некоја украинска инвестиција или друга странска инвестиција која напушти Украина дојде во зоните во Република Македонија? Немаш инвестиција што напушти Украина, треба да знаеме дека грото од странските компании во Украина се во западниот дел на државата. Тоа е број 1. Број 2. Ја бев многу јасен лично кога ме прашуваа од тој момент. Имате во источниот дел на Украина одредени компании без разлика. Металургија повеќе таму нешто што не може реално се пресели бидејќи рудата таму. Меѓутоа се едно да одговорам на прашањето. Има или нема некоја? Пошто имаше најави дека Не, има, сега ќе ви кажам. Лично, значи кажав лично, не мислам дека треба да се радуваме ако компаниите префрлаат проекти од Украина тука. Зашто? Заради тоа што навистина не сакам да печалиме на туѓа несреќа. Меѓутоа, она што се случи е следното. Дел од нашите корисници во зоните добија големи проекти од кои што се префрли од Украина тука. Имаме три, значи бизниси, значи не фабрики, туку бизниси. Не, момент. Меѓутоа две компании веќе влегува нов циклус на инвестирање, заради тоа што им е потребна проширување на капацитетот, без заради тие бизниси што ги донесу. Така што од тој аспект имаме бенефит, повторно кажам, не сум среќен воопшто заради тоа. Меѓутоа имаме бенефит од тоа, ако гледаме така. Ете, господин Спотовски, па кинезите, индиците исто не се стрекни, па растур систем прават со руската нафта.
со нафтени деривати. Иако и тие не се стрекни, меѓутоа ги купуваат по поевтина цена, ги складираат или ги продаваат на западниот пазар и прават огромни профити, што ќе речи веројатно интересот не е битно взаимен интересот тамо, така да не е стрекен, битно е нели дали државата има одредена корист. Вака, јас како човек можам да кажам дека не сум среќен, како носител на јавна функција, лице кој што го плаќа државата за нејзин интерес. Правиме се за да го направиме Ние реално застанавме многу цврсто зад Украина. Членка на НАТО сме. Без разлика, согласуваме ставовите со сојузниците. И Унгарија член на НАТО, и Словачка е член. Има многу членки на НАТО, меѓутоа па никој не застрани од таа политика на застанување. Меѓутоа ние тоа го покажавме, да, навистина премиерот не отиде во Украина, меѓутоа отиде спикерот, односно претседателот на парламентот, отиде министерот за надворешни работи, министерката за одбрана отиде, така што ние покажавме премногу во однос на Украина, можеби сакаме да им вратиме за 2001 година, небитно. Меѓутоа можеме и да искористиме дел од привилегиите што секогаш одат со војната. А тоа се привилегии од војната. Па добро, тоа се пари, финансии, знаете, деспотовски. Во војна гинат луѓе и се прават профити. Значи, ако е тоа лошата страна на војната, гинење на луѓе, има добра страна на војната, бидејќи државите кои што се не засегнати од војна, не знам Втората светска војна, Првата светска војна, гледате Аргентина што прави. Капитал прави Аргентина, Америка што прави со Првата и со Втората светска војна, која не се води нивна територија. Секогаш војните носат големи пари, големи профити. Вие сте нели начело на економска институција, вие тука не сте начело на некоја хуманитарна институција, невладена институција, Далај Лама институција, она за мир што се луѓето што шетат низ светот. Добро. Вие сте тука да направите пари, нели државата. Јас како човек можам да го кажам мојот став. Нормално дека како она што рековме, одговорноста пред граѓаните налага да се однесуваме согласно економските наши интереси. Тоа го направивме, не е спорно. Исто како што го направивме во делот на војната опрема. Предпоставам дека знаете дека опремата што ја донираме во Украина се заменува понатаму со опрема од западно производство поново. Ни се донира или се плаќа? Поверојатно немам детали бидејќи предпоставам дека војната не се едноставно достапни информациите, меѓутоа предпоставам дека условите се достапни. Требаше да бидете министер за одбрана. И беше ли понудено да бидете министер за одбрана? После лидерската трка во СДСМ, дали Димитар Ковачевски пред на Славјанка Петровска, ама не се не говорите вистината. Не сега не говорите вистината. Изгледа има нешто што не знам добро. Не, знаете, не сакам. Не било понудено министер за одбрана? А би прифатили ли да речеме министер за одбрана? Ето е многу хипотетичко прашање, што би било кога би било. И тоа гледате што се случува сега. Имам чувство дека Радмила Чекеринска се враќа на големората и вие секој сте важеле за човек на Радмила Чекеринска, се работеле во секретаријатот или како после да го наречеме за евроинтеграции и стоела Чекеринска секој за вас. Дали се враќа Чекеринска во врвот на СДСМ, дали сака да го преземи СДСМ, бидејќи има, ако влезе во трка за преземање на СДСМ, вие и Славјанка Петровска важите за нејзини фаворити да бидете нејзин избор за лидер на СДСМ. Ке мора Радмила ја прашате за тоа е број 1, број 2. Ако таа ве праша, јас се гледам како, значи вака, јас сум во СДСМ од мои 17 години, тоа значи дека јас сум дете на СДСМ и јас сум човек на СДСМ. Сите сте деца на СДСМ. Сите сте деца. Јас барем така се однесувам. И проблем е веројатно нови СДСМ што децата не пораснуваат за да може да вратат на СДСМ. Не би рекол дека баш не пораснувам, меѓутоа благодарам на комплиментот се чувствувам младта. Како да го решите овој проблем со ДОИ, бидејќи тој проблем очигледно го руши рейтингот на СДСМ. Размислувате, имавте нели еден конфликт, тоа е некаде декември минатата година, предлогот на Заев за коалиција со ВМРО-ДПМН во рок на траење од 8 години. Суштината на тој предлог беше да не биде СДСМ или да не биде ВМРО-ДПМН уценуван од барањата на ДОИ. Бидејќи ако вие наредната година одите на заеднички листи или на заеднички кандидат за претседател на државата, и ако идете на заеднички избори со ДОИ, ако вие дајте претседател на државата, тогаш ДОИ веројатно нема да се задоволи со спикер на парламентот Ала Џафери, ке бара нешто друго, псе и он некој кандидат. Ако после претходните избори било 6 месеци од мандат од 4 години, се би било 2-2 веројатно предпоставувам. Како тоа да го изменаџират? Па не би бил толку со, да кажеме, со елементи односно го прикажам политичкиот процес пазарски. Меѓутоа Лјупчо Георгиевски вели дека 90% од работите во една партија
како кадровски да се поделат одредени функции. Тоа Лјупчо Георги се кажа. Човек кој дели функции, кој знае како функционира секоја голема политичка партија. Главните конфликти во една партија се не мислам дека идејата вака, не мислам вака се обидам да најдам соодветен одговор на прашањето, меѓутоа не мислам дека идејата на соработка помеѓу ВМРО и СДСМ беше презентирана со клучниот аргумент дека треба да се стаи дуи да се стаи во некој, нели, подредена позиција. 25%. Тоа што се презентира во јавноста, имало 4 средби Заев и Мицковски, дека 8 години би бил рок на траење на таа коалиција. Неспорно, меѓутоа пак не мислам дека клучниот мотив за тоа би било дека треба дуи да се стави, да кажеме, вон погон. Не, дуи да биде сведен или албанскиот политички фактор да биде сведен на 25%. Според мене, као што сакам да верам дека е реалноста е дека двете партии, двете најповикани партии или најодговорни партии, така да кажем, на за 25 години за случувањата во државата, можеби треба да поделат одговорност во одреден клучен временски период, што се случи, пат наречено, не забораваме, 2001 година. И не мислам дека не функционираше, одма се разбереме. Второ, ќе го кажам и мојот став не е битно, пошто сум го кажал, не бегам од тоа. Значи, ја не мислам дека идејата треба да ја фрлиме низ прозор веднаш. Можеби вреди треба да седне, се размисли, се разгледат сите елементи внатре. Повторно кажам, не заради тоа што дуи треба да се стави во функција. Меѓутоа, знаете како, во даден момент, заради, пак кажам, предизвиците со кои се соочува државата, можеби потребата политичките тензии во државата и во општеството да се намалат. И едноставно оному каде што сметаме дека сме комплементарни во политиките, а не мислам дека во некои работи многу се разликуваме во спроведување. Со ВМРО да помага. Факт. Да, сега сам и вам разликуваме за спроведување. Меѓутоа, декларативно сите сме за НАТО и за ЕУ, така ли? Ние практично покажавме дека сме за НАТО. Вие меѓувреме, значи човек на Радмила, колку што јас ве слушам, станавте човек на Заев, бидејќи вие пробувате да го амнестирате ВМРО да помага. Не амнестирам јас никога. никога. Тоа што јас го гледам од кочење на клинички центар, кочење на уставни реформи, кочење на масовни процеси кои ги прави ВМРО да помага во изминатиот период, бидејќи знаете со аргументот доаѓате повторно на мојот. Не доаѓаме никаков аргумент, знаете, господин Деспотовски, поентата не е вие да излезете надвор и со микрофон да викате јас сум за НАТО и за ЕУ, суштината е да покажете што правите за НАТО и за ЕУ. Јас мислам дека овие луѓе нешто прават за НАТО и за ЕУ. Значи јас мислам дека треба се она што е освен ако не сакате голо целта на државата. Освен ако не сакате 8 години да останете на власт без разлика дали ќе добиете или ќе ги изгубите изборите, во моментот СДСМ и ВМРО нема допирни точки, барем по тоа што јас го гледам. И тоа е конфликт кој трае 100 години. Тоа не е конфликт кој трае од вчера, завчера или од формирање на ДПМН. Тоа е конфликт на левицата и десницата, уставно наречено, двата крака на Македонија или на македонизмот, кај што едниот крак оди кон Софија, другиот оди кон Белград и застана. Европа и светот е полна со таков тип на соработка каде што националниот интерес е во преден план. Не. Апсолутно да. Не, овде се разликите во базните принципи, во базните стајалишта помеѓу СДСМ и ВМРО. Значи вие базно се разликувате, значи ви имате. Јас сум последен човек кој што би го амнестирал ВМРО од било што. Тоа ќе ви го кажам од старт. Јас сум дете на партизани, на комунисти. Така сум воспитан. Јас сум левичар од Токацко. Не знам поинаку. Ама кога слушам, аз само секунда. Вие сте све деца и внуци на партизани и на комунисти, ако ќе измерите или ако ќе изброите колку партизани и комунисти имало, тоа не било ни 500 луѓе, а сите сте внуци деца, значи или сте роднини, значи вие сте и роднини, братучеди, значи многу деца направиле тие 500 комунисти, многу внуци и правнуци направиле тие 500 комунисти. Добре, вие сте. Нема веќе како и да. Значи, повторно кажам, значи, обврската према луѓето да се испорача. Добро. Наметнува обврски за нас, дека треба да ги разгледаме сите начини и опции како, ако е заглавен процесот, дали е клинички, дали се уставни измени, дали што да не е битно да го гледаме. Вие сте били ОСЕП, секретар за европски прашања или европски. И тоа е процес кој што бара консензус, значи тоа е процес кој што треба колку треба двотретински гласање за да помени целиот процес. Има некои анализи дека треба повеќе од 970 двотретински гласања. Има многу, не ги знам како парчиња, како регулативни, има многу. Еве некои се 50. Значи треба во 50 или 250 наврати да се обезбеди 2/3 во македонскиот парламент да бидат усвоени одредени работи. И сега кажете ми повторно кажам, јас сум одговорен политичар, дел од политиките на СДС, така ли?
се соочуваме со реален предизвик, окей, целта не е да станеме членка на. Да, Потоски. Еве, имате реална политика. Јас пак ќе ве прашам, како ќе обезбедите тие 270 гласа во собрание? Вие имате свечена седница во парламентот. Околу приемот на НАТО. Шпанија во време на ковид и на корона, веднаш после гласањето на парламентарни избори во Шпанија, прва седница за Република Македонија, значи сите, цел дипломатски кор, пратеници, така натаму и така натаму, и Христијан Мицковски, сите аплодират, Македонија станува членка НАТО, Христијан Мицковски си го мести каишот, ременот, како да го наречем на македонски, и си криа панталоните. Видите, имате работа со луѓе кои 5 години или 6 години потрошија на обструкција, беа мегафони на политики на Каракачанов. Значи тоа што Каракачанов го имаше замислено во Софија, те го кажува Република Македонија. Или како велат, одредени информации кои нас не се пласирани, не им се пласирани, дадени им се од Каракачанов и бугарските структури, за да можат да спроведат или од почесниот бугарски конзул во најава кој никош не стана Јордан Орце Камчев, сите тие информации тамо доаѓа, така ги добива информациите и пред Бојко Борисов велја сишко ше прифатим, овде во Република Македонија ги блокира тие процеси и се вие ќе правите одредена влада. Јас тоа го сваќам дека ниту вие ниту ВМРО немате капацитет да водите влада во Република Македонија. Бидејќи кога ги гледаме овие министри на ДУИ, жал ми е да кажам, се покапацитетни од министрите на СДСМ. И Артан Груби си игра кошарка и ви покажува каде ви е местото или каде им е нив местото во македонската влада. Ја не можам тоа поинаку да го разберам. Еден Бехтел Енка проект, 1,3 милиарди долари. Најголема инвестиција последните 30 години, Артан Груби ви ја приватизираше. Медиумски ви ја приватизираше. Медиумски друго. И тоа реално гледано, патот, инфраструктурата не може да го приватизира никој, тој ќе го користат сите. Како перцепција ово што го споделувате сега, повторно кажам, легитимно право и на вас и на граѓаните да го сметат она што е, можеби тоа е нашиот пропуск во делот на комуницирањето. За целиот проект, можеби генерално за политиките, но тоа е сосема друга тема. Иначе проект како проект сметам дека ако станевте лидер на СДСМ и премиер на влада, вака ли ќе водите политиката? Пак хипотетичко прашање што би било кога би било, да. Бидејќи легитимно е прашање. Јас пак ќе кажам, начинот на кој што можеш да станете лидер. Да. Дали вака ќе водевте политиката? Дали смете дека би воделе поинаква политика? Во однос на што? Во однос на ДУИ? Во однос на се. Јас имам одреден начин на кој што јас постапувам и функционирам во политиката и тоа го манифестирам кај вас сега и да кажеме во секојдневното однесување и постапување. Луѓето претпоставам дека тоа го препознаваат. Секој човек си има свој пристап кон работите. Јас сакам да комуницирам, сметам дека е честно и тие што не поддржуваат и тие што не поддржуваат да имаат еднаков пристап до размислување, информации, аргументи кои што за сето она што го работиме. Сакам отворен пристап, не патам од моментот дека јас треба да бидам последен што ќе каже вака, сите други треба да слушаат она што ќе кажам. Сакам да слушам и тоа сакам да се почитува мојата позиција. Така што одма ќе ви одговорам директно на прашањето. Би сакал, односно можеби ќе има можност, не знам, не можам да кажам, меѓутоа веројатно можеме и поинаку некои работи да ги не да постапиме, меѓутоа да ги презентираме и да ги скомуницираме, така да спакуваме. По ова што го разберам, имате се уште лидерски амбиции. Сметате дека вашата лидерска кариера, потенцијална, не е завршена со пораз на изборите пред година и пол дена? Па ќе ви одговорам со две работи. Првата работа е, јас сум политика, значи во било која организација, не мора да биде политика. Од дете, ве разбравме, од дете сте у СДСМ. Сите сте од деца во СДСМ. Па не би рекол, али добро. Како дел од некоја организација. Наистина не мислам дека е грев да имаме амбиции. И амбиции имам, да, точно, да. Тоа е број 1, број 2. Споцовски, зашо не прифативте да бидете дел на влада на Ковачевски? Нормално е, ако влезете во лидерска трка, 1, 2 или 3 кандидати, нели се повлече Миле Зечевиќ и стана генерален секретар, што ќе рече се договори со Ковачевски, вториот да добие одредена понуда, одредена функција. Јас во трката не сакавте да бидете дел на влада. Јас во трката многу, значи уште вечерта бев експлицитен на две новинарски прашања, кажав дека нема да прифатам затоа што не влегов заради пазар. Не прифативте за да не се трошите, не верувавте тогаш во мандатот на владата или во рокот на трајање на владата? Ама јас останав на мојата позиција, јас ја работам мојата работа честно и понатаму. Значи вие или
ќе победите или не учествувате? Тоа е значи вашата стратегија. Не, мојата стратегија што не е Не, политичка. јас реков дека не сакам моето учество во претседателската трка се свати како пазар. И си опстанав на тој принцип. Господовски, идната година ќе има претседателски парламентарни избори, ако издржите. Нели, ако така се најавува од власта дека нема да има предвремени парламентарни избори. Добро, ќе издржиме. Има две можности, да бидат споени претседателските парламентарни избори или да бидат одвоени претседателски парламентари. Јас секој сум сметал дека треба да бидат одвоени бидејќи станува збор за два различни типа на лично. Да. Еве имавме у Црна Гора пред еден месец претседателски избори кај што победува Јаков Милатовиќ и за 2 месеци или за месец и половина ќе има парламентарни избори. Така. Вие која опција прифаќате? Споени или одвоени претседателски парламентарни? Па, мислам законски со роковите е одвоено, така да тоа е ајде да кажеме од формалниот аспект, аспект, практичниот аспект е ова што го велите, значи ја навистина не мислам дека треба изборите не мислам дека изборите треба ги доживуваме како референдум, па сега треба све да ставиме на купче па да ги граѓаните да се определат се лево десно натаму или наму. Значи по принцип главните предизвици со кои се соочува државата се зад нас, ајде да кажеме членството во НАТО, решавање на отворените спорови со соседите така натаму. Верам дека процесот на уставни измени ќе доведе до резултати и да кажеме заокружување на тој еден комплекс на такви прашања. Очекувате дека ќе бидат изгласани уставните измени? Сакам да верувам дека ќе биде така и да кажем, затоа што она што го зборувавме преска, верувам дека нашите политички опоненти покрај декларативната заложба за членство во НАТО и во ЕУ и практично ќе покаже дека се за тоа. Да, на тој начин ќе покаже дека вашата политика е исправна. Знаете, ако вие година и пол дена водите... Тоа не е наша политика, тоа е нивна политика. Во нивната изборна програма стои сме за членство во НАТО и во ЕУ. Добро, во нивниот статус стои дека овој 15 или 16 конгрес што ќе рече прифаќање на Тодор Александров Ивановиќ Михајлов и сега се оградува. Ама тоа не е поврзано со членството во НАТО и во ЕУ. Нивната историја последните 30 години го велича Лјупчо Георгиевски, го тетовира Лјупчо Георгиевски, се дистанцира од Лјупчо Георгиевски. Го велича Никола Груевски, го тетовира Никола Груевски, се дистанцира од нив. Па на крајот на криша гледате со Даниела Арсовска, гледате со Арбен Таравари, одеа по гостивар по Скопје, веле овие се најдобрите кандидати, се велат тие се криминалци, рачињата во мет и така натаму и така натаму. Сите тие аргументи идат во прилог на тезата дека СДСМ има право да верува дека може да излезе на изборен мегдан и да доби. И за тоа се согласувам, нема проблем. Меѓутоа јас велам следно. Јас велам, окей, да, нормално дека има интерес затоа што сакаме се спроведат политиките до крај. Меѓутоа, реалноста во собранието која што ја споменавте, подразбира дека можеби после тој изборен процес повторно ќе се соочуваме со одредени блокади. Повторно прашувам, кои ни се опциите за да ги решиме блокадите? Добро, значи по што го разбирам. Дали ќе правиме сценарио Груевски во кој што ќе викнеме полиција ќе ги сфрлиме опозицијските пратеници надвор? Или ќе седнеме, ќе разговараме, ќе најдеме начин како сепак ќе тие да учествуваат во процесот натре? Како ќе најдете начин тие да учествуваат во процесот? Васко мора се разговара, знаете, тој носи, значи тие луѓе во собрание застапуваат наши граѓани, луѓе гласаат за нив. Тој носи тој носи политички поени. Бугарското прашање во моментот им носи политички поени. Тие не се подготвени да се откажат од политички поени. Знаете, вие сега тука ми личите како партијата на Чанка и Шек. Воделе граѓанска војна тамо со Кина и тие сакат сега мирно реинтегрирање, реунификација со Кина. Да, ама заради тоа што сватиле дека имаат одговорност пред луѓето кои што ги избрале. Затоа што носењето на јавна функција не е за да јас сега дополнително имам кураж и храброст и да се расправам со ВМРО ДПМН во собрание. Не, мене ме плаќаат за друго, мене ме плаќаат да испорачам резултат. Која е цената вие да наградите бојкот и обструкција? Знаете, тоа е прашање. Политичката цена за СДСМ, па СДСМ плаќа политичка цена за нашите политики за 30 години. Вие плаќате цена за други, па цена за ВМРО. Имате ли нешто што нема да платите? Знаете, на крај ќе се сведете на пасок. На крај ќе се сведете на пасок. Не сме се свели, не мислам дека го направиме тоа. Таа цена всушност ќе уништите партијата од која произлегувате. Кај што сте деца, нели, пошто сите сте деца, сите сте внуци таму, нели, на таа партија. Од деца сте влезени во таа партија. Да, меѓутоа, јако сум влегол во политика, као дете. Добро. Мене не ми било целта СДСМ. Да, целта е СДСМ да биде силен. Ја и во председателската програма моја беше тоа ставено. ДНК-то на партијата ви го има замрзнато членството. Целта е СДСМ да биде силен. Меѓутоа, силно СДСМ не значи само по себе завршена работа. Зашто се залага СДСМ? СДСМ се залага за развиена држава, интегрирана НАТО, ЕУ и така натаму. Тоа треба да се случи. Тоа е резултатот што им го спорачуваме луѓе во надвор. Ако БЦ велеше дека ова СДСМ е негова ДНК, и ако БЦ, односно Бранко Царенковски го има замрзнато членството во СДСМ после интервјута на Зоран Заев за БГНС телевизија или БГНС медиум, како се некој, или БГНС агенцијата, вие веќе години и пол дена или 2 години не расправате за ДНК-то.
ДНК-то ви е надвор од СДСМ, сега имате некое ново ДНК, нели, ако да го парафразирам Бранко Црвенковски. И тоа точно по бугарското прашање. Еден Максим Димитриевски сега ви излегува, еден Никола Димитров кој може да прави одредена коалиција со Максим Димитриевски, нели, такви спекулации има и така натаму. Кој стоеше за Преспанскиот договор, значи вие дел на супстанцата ја губите во целиот овој процес, бидејќи токму околу клучното прашање кој е ДНК-то на СДСМ. Го менувате ли ДНК? Вие како овие МРА вакцини што ги прават сега, и ДНК ќе менувате, и геном ќе менувате, све ќе менувате. Дека сум предмет на генетски експеримент во моментот, така да не. Што ќе правите? Мислам, тоа е прашањето, знаете. Еве, ќе имате претседателски парламентарни избори. Добро. Филозофијата ваша е да победите на претседателски избори, бидејќи таму коалициониот капацитет на СДСМ ќе дојде до израз. Филозофијата наша е да победиме во двата изборни циклуси, не само на едниот. Па гледате, Дуи ви потврли на претседателските избори со Стево Пендаровски. Па после кандидатот на СДСМ ги доби претседателски. Едвај. Тогаш беа сменети Кирацовски, беше сменет Миле Зечич. Кирацовски беше генерален секретар, Миле Зечич беше организационен секретар. И тогаш беше најавата за првата метла или чистка на Зоран Заев, бидејќи не бевте задоволни од претседателските избори. Добре. Тоа покаже дека Дуи, што е природен процес, дека Дуи ако не е нивни кандидат, или нема доволно сила, или нема доволно желба нешто да спроведе. Ај вака, за ставот на Дуи ќе треба да ги прашате Дуи. Но вас ве прашам за математика. Да, јас сум член на СДСМ, можам да кажам дека СДСМ е во моментот најголемата партија во државата. Тоа значи дека за ставот на СДСМ и за тоа како СДСМ ќе настапи се прашува СДСМ. Вклучени сте во овие проекти? Не. Рамо до рамо, Црвенели? Да, вклучен сум, извини, да, вклучен сум, да. Со Тајван рамо до рамо, така сега сте во рамо до рамо. Отидовте некој црвен таму еде по Тајван? Се уште не по распоред сум сега следниот ден. Бе, може Тајван, таму некој задграничен комитет на СДСМ да направите. Добри идеја ми се допаѓа. Дојдете во Тајван со црвено, значи да личите на Кина, што ќе рече да ги споите, да ги споите. Знамето ми националното има црвена боја. Црвено-плава, душем има. Да, нешто црвено мора да има. Што очекувате? Ке бара ли Дуи? Според вас, нели правите одредени, дали Дуи ке бара ако поддржи кандидат на СДСМ на претседателски избори да биде Сејо Албанец за пример, бидејќи имам чувство дека Дуи во моментот е многу по-расклатен од огнените момци отколку што е СДСМ расклатен од одредени структури кои се лезе надвор од СДСМ или општата хистерија која постои во македонската јавност. Пак ќе кажам за тоа што ќе барат Дуи, ќе треба ги прашате нив, меѓутоа пак кажеме секогаш вие може да барате нешто, наше е дали, односно ако барате вие нешто од мене, моје дали ќе ви дозволам или да дозволим, тоа ќе биде согласно интересот и проценките кои што ќе ги имаме во моментот на одржување на изборите, со тоа што пак ќе кажам, тоа го имав и во програмата за претседателските избори во самата партија, искрено и релевантно е веќе етничката припадност на кандидатот или бојата на кожа, значи живееме у 21 век. Значи мораме да почнеме збориме за луѓето и за нивните квалитети. Значи навистина не е важно веќе. Навистина не е. Ја пак ќе ви кажам, навистина не е важно веќе дали е некој роден во Скопје или во Тетово или во Струмица или во што, значи ирелевантно. Да, дали е писмен, дали разбира што зборуваме и дали можеме од тука натаму да го исполниме тоа што сме го ветиле на луѓето и да го направиме. Имате подпредседател Албанец. И сте имале подпредседател Албанец. А во СДС. Да, добро. Патмир Бетичи. Да, добро, да. Него перцепирам како Албанец. Соработуваме на дневна основа. На проблемот е што и Дуи не го перцепира како Албанец, бидејќи Албанец. Ама зошто треба некој да перцепира дека Албанец? Бидејќи Албанец може да биде само ако гласа за Дуи, бидејќи два концепти протиставивте на изборите на 15 јули 2020 година. Така. Едно општество за сите и Сејо Албанец за премиер. Добро. И Дуи победи. И од тогаш почна процесот на политичко пензионирање на Зоран Заев. Тоа е суштината. Прашањето е? Прашањето е дека вие имате две опции, две можности. Европска коалиција со Дуи. Добро. Или план на Заев. ВМРО да само 8 години на власт, кој ќе победи дава премиер, кој ќе изгуби дава спикер на македонскиот парламент. Добро. И вие не може да ги споите тие две концепции. Вие мора да се определите која концепција сакате. Сакате европска концепција? СДСМ треба да се определите. Значи доаѓаме повторно до нашто го кажам дека вие како дете на СДСМ. Не. Значи повторно доаѓаме до нашто дека нема да биде Дуи тој што ќе одлучува во СДСМ, ниту ВМРО тој што ќе одлучува во СДСМ. Во нашата куќа ќе одлучуваме ние. Ево се Артан Грубил ќе слушне. Во нашата куќа во СДСМ одлучуваме ние, не одлучува Дуи ниту ВМРО ДПМН. И благодарам што ни
што посочивте конечно дека имаме две опции од кои што СДСМ е тој кој што ќе треба да избере. Она што е во интерес на спроведување на програмата што ќе помеѓу двете опции сега во моментот. Јас Во овој интервју. Јас бирам меѓу двете опции. Не лавирате помеѓу двете опции. Не лавирам меѓу. Јас само прифатлива ви е со ВМРО. Јас реков прифатливо за влада ви е со ВМРО, а за председател ви е прифатливо со дуи европска коалиција. Значи вака, не реков дека не едното и другото е прифатливо, реков дека треба се направи само внимателна проценка. Кој е интересот на СДС? Типично СДСМ одговор. Треба се направи внимателна проценка. Внимателно ова е рационален одговор, не е тип. Внимателно да ги наблюдувате процесите. Па, затоа што очигледно имаме две опции од кои што можеме да бираме, тој е вашиот став. Значи, ако е така, а така е, во тој случај не гледам причина зошто да не направиме внимателна проценка да видиме која од двете опции во моментот повеќе одговара на СДСМ, за да може политиките кои што и процесите кои што се започнете се спроведат до крај. А тоа не е интерес на СДСМ, тоа е интерес на граѓаните, слагам. Така? Така што и на крајот на денот, зошто би отфрлале нешто амблок? Без да го разговараме. Ја не реков дека сум за кандидат заеднички со ДУИ, ниту реков дека сум за коалиција со ВМРО. Јас реков не може работите едноставно кажеме ова не бива, остави го. Зошто? Вие немате на располагање 2 години или 5 години. Ама имаме 1 година. Па имате помалку од 1 година. Не имаме. Океј, добро, 6 месеци. 12 мај треба да биде инаугуриран новиот председател. Ако во ред изборите што ќе рече дека во февруари, март вие треба да имате кандидат на СДСМ, на сега сме април 2023. Добро, тоа се 10 месеци, знаете, 10 месеци е ништо во политика. Ако не е Стеопен Даровски, јас гледам дека постои едно огромно незадоволство кај Стеопен Даровски, вие треба да промовирате нов кандидат и тоа нов кандидат да има време да ги убеди гласачите дека тоа е, бидејќи може да биде министер во влада, може да биде политичар, меѓутоа не бил на функција председател на државата, освен ако не го враќате БЦП, нели БЦ да го кандидирате, што мислам дека доека не го решите прашањето на ДНК-то и на оне замрзнат сега, замрзнат како во оние Джеймс Бонд филми, некој го замрзна и по 100 години го мрзно и па може да ги користи придобивките кои се случили изминатите 100 години. Вие треба да имате кандидат за председател. Вие немате време, ве гази времето. Знаете како, сакам да си го искористам исто како во секој вклучително и политика да игра на некој начин, исто како во фудбал. Зошто да не играме до 90 минути? Зашто мораме сите карти да извадиме? Па во 93-та на Ювентус гол му дава. А зашто? Така што зашто да ги вадиме? На типичен јувентуски начин. Па не навијам за Ювентус. Навијам за Црно-белија, не за Ювентус. Зашто не играме играта до крај? Зашто мора да ја кратиме сега? Зашто мора да завршиме 75 минути? Еве последно прашање. Голема инвестиција 205 милиони долари или евра, колку? 205, значи околу 215 милиони, 220 милиони, 220 милиони евра. 99-та година после конфликтот со Кина, повлекување на Кина од границата, многу мина смета дека тоа е почетокот или правење на основа за војна во Република Македонија 2001 година. И опозицијата или делно опозицијските партии прави алузии дека сега со бркање на Кина во наводници поради инвестиција на Тајван, Македонија ќе влезе во една небезбедна иднина или безбедносната ситуација ќе биде загрозена. Да, Македонија нема во моментот мировници од Обединетите нации кои што ги чуваат нејзините граници. Македонија во моментот има своја гранична полиција што го прави тој, своја армија, тоа е број 1 и број 2 Македонија во моментот членка на НАТО, која што заради член 5 дава сериозен безбедносен чадор, така што има голема разлика меѓу тие два моменти и третата разлика суштинска е не го признаваме политички Тајван во моментот со овој чекор. Едноставно си го следиме економскиот интерес на државата. Деспотовски, фала многу среќа, беше задоволството. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Ово Деспотовски. Се надам дека ви се допадна интервјуто, 55 минути, отворивме многу теми, отворивме многу прашања, многу работи. Првпат ги кажавме тука во емисијата во Центар. Ако ви се допадна емисијата, ново дружење, недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.